Маршот следи откако изминатава седмица обвинителството подготви обвинителен акт против 34 физички и 3 правни субјекти за одговорност. А се уште се одлучува кој суд да превземе постапката со оглед на фактите дека судиите во Кочанскиот веќе учествувале во сите фази и одлучувале во предметот. Маршот го следи колегата Сотир Трајков. Сотир, дали роднините дадоа оценка, дали се задоволни од завршената истрага на обвинителството и што очекуваат понатаму? Повели со јавувањето во живо. Така е, Павле, ние се јавуваме од Кочани, од центарот на градот, каде што во 18 часот и 5 минути започна 10-тиот марш на ангелите. Во моментот како што можеме да забележиме зад нас, маршот се движи од општина Кочани кон полициската станица, а пред почетокот на маршот се обидовме да добиеме изјави од родителите на загинатите во пожарот од 16 март. Тие не сакаат да зборуваат во камера, но ни рекоа дека поради тоа што обвинителниот акт не бил готов, тие немаат увид во него, но на сите нивни прашања им било одговорено. И тоа беше кратката изјава што успеавме да ја добиеме од еден од родителите на загинато дете во пожарот на 16 март, во кој загинаа 62 млади лица, а околу 200 беа повредени. Поворката и овој пат ќе се движи како што почна од паркот на Револуцијата преку трговскиот центар, како што реков, може во нашата камера веќе и да се забележи дека се движи од општина Кочани кон полициската станица и ќе продолжат до судот и обвинителството. На една страна е таа битка за правда на родителите и тие исто така очекуваат да знаат каде ќе се води судскиот процес. Она што е последна информација е дека Врховниот суд ќе решава за тоа по одлука на штипска апелација, а на барање на Кочанскиот суд, затоа што таму има 5 судии кои веќе биле вклучени во истрагата заради обезбедување на осомничените, а осомничени се, како што знае јавноста, 34 физички и 3 правни лица. За 11 постапката е запрена заради тоа што нема докази, а меѓу тие 11 се и двајца поранешни министри. На една страна е битката за правда на родителите кои очекуваат дека таа нема да биде селективна, а на другата страна е битката за зацелување на повредите од пожарот, како што можевме да чуеме во телефонскиот разговор од директорката на Кочанската општа болница Катерина Мирчовска. Од утрово во одморалиштето Пониква на Осоговските планини се сместени поголемиот дел од 46 повредени, тоа е таа прва група која оди на рехабилитација. На Пониква ќе има физикална терапија, ќе има вежби и дел од нив носат компресивна облека, што значи дека се во фаза на зацелување на нивните рани. Знаеме од вчера, од најновата информација, дека тој процес ќе биде 2 години, дека на 6 месеци ќе треба таа компресивна облека да ја менуваат, да бидат внимателни, да ја носат по 23 часа на ден, а за уште 14 лица ќе се прави откако веќе за 58 повредени компресивната облека е стигната и веќе се покажуваат првите позитивни резултати, што значи дека лузните од раните полека зацелуваат. Исто така се во плане за 8 лица кои се повредени на главата, вратот и лицето да се обезбедат силиконски маски, а за таа цел веќе е направено 3D скенирање на местата каде што се нивните повреди од изгореници. За сега имам толку да ви кажам, ние ќе продолжиме да го следиме протестот, односно маршот на ангели.